Почитувани велешани, почитувани сограѓани, добар ден на сите. Ви благодарам за огромното мнозинство, внимание кое што ни го давате. Навистина денеска тргнуваме од Велес заради надежта за нашата иднина. Знаете дека Република Македонија донесе сериозни одлуки за да го отвориме патот за иднината на нашите деца, но за иднината и на сегашните генерации. Дозволете пред да отвориме оваа економска трибина заради важната одлука која што вчера грчкиот парламент ја донесе за да направиме на пораките кои што сакаме да ги испратиме. Почувани граѓани, вие заедно со граѓаните на нашиот пријател Грција со право може да бидете горди. Вие сте генерацијата која стави крај на една епизода од незавршениот мир на Балканот. Со прифаќањето и спроведувањето на одредбите од договорот од Преспа, победници се граѓаните на двете земји, но и граѓаните од целиот наш регион. Победници се и оние кои се противеа на договорот, бидејќи за нив доаѓа време на просперитет, мир и пријателство. Исто како и за прогресивните припадници на народите на двете земји. Со гордост и со благодарност му честитам на мојот пријател премиерот Алексис Ципрас за победничкото гласање во парламентот за Преспанскиот договор. Упатувам благодарност и на членовите на парламентите на двете земји, на сите храбри жени и мажи кои избраа заеднички да го дадат својот глас со кој победува иднината. Глас со кој се стави крај на стравот кој што ни го прикажуваа како несовладлив. Разрешивме спор кој ни го прикажуваа како нерешлив. Јас и мојот пријател премиерот Ципрас минатото лето постигнавме договор. Заедно со нашите тимови, предводени од министрите за надворешни работи, дојдовме до точката на откровение. Секоја страна треба да даде нешто, за да може секој да добие многу повеќе за возврат од тоа што го даваме. Сега имаме верификувано суштинско пријателство. Од денес тргнуваме со уште поголема сила да ги изближуваме граѓаните и народите на двете земји. Иднината нема веќе да ја гледаме како фатална судбина, туку како заеднички пат, поплочен со пријателски намери и со вредности кои произлегуваат од заедничкото европско семејство. Сите ние добро знаеме дека не беше лесно, но беше повеќе од потребно, крајно потребно за двете земји и за двата народи. Нужен влог за децата и граѓаните да ни живеат подобро. Храбрите граѓани избраа да ги отфрлат цеништата од минатото и на светот да му дадат Балкан, од кој извираат можности и политичка стабилност. Место со поврзани соседи и пријателство, зона на економски процут, модел за интеграција. На Европа и на светот им треба стабилност и соработка за решавање на глобалните проблеми кои се и наши проблеми. Евеме, што туку вратен од Давос, Швајцарија, заедно со подпредседателот на владата, вашиот велешанец Кочо Ангјушев, каде што заедно со Ангјушев и министерот за економија Бектеши бевме да ги мотивираме инвеститорите кои што беа присутни на неголемиот светски економски форум и да потврдиме дека сме подготвени за глобалниот демократски и економски свет. Бев и лани во Давос, но верувајте, сега е многу полесно. Нема кој не слушнал за Македонија. Нема кој не знае дека најдовме историско решение со Грција. Сите знаат дека веќе сме фактор на стабилност и безбедност. Знаат дека влегуваме во НАТО и дека сме подготвени за економија. И токму поради тоа денес сме со вас, со граѓаните, да зборуваме за нашата македонска економија која станува силна и со која создаваме шанса за сите наши граѓани. Ви благодарам на сите
и денеска сме подготвени да отвориме овде од Велес економијата на нашата земја.